Сега може. Добро, ви благодарам на сите за присуство. Еве денеска е практично поставена мобилната подвижна болница од страна на армијата. Сакам да изразам голема благодарност до Министерството за одбрана, вице-премиерката, министерката за одбрана Радмила Шекеринска, градоначалникот на Скопје Петри Шилеков, што експресно прво се расчисти просторот. Знаете, ова беше место каде што со години стоја напуштените бараки на студентскиот дом Медицинар. Се расчисти плацот и се обезбеди место каде што се поставила мобилна болница, која што ќе има капацитет од 130 кревети, практично дуплирајќи го капацитетот на инфективната клиника тука во Скопје. Ова е место кое што одлучивме дека е најдобро да биде место кај што ќе имаме доволен број на кревети, многу поголем од сега актуелниот, заради тоа што тука е центарот на експертизата, специјалистите по инфективна медицина, понатаму медицинските сестри, вклучително и резервниот тим од другите клиники кои ротира како поддршка на клиниката и на вработените кои што имаат соодветен распоред на работа. Целосната инсталација, целосното ставање во функција ќе биде во текот на следната недела. Искрено се надеваме дека нема да биде потребен. Сега за сега нешто над 50% е пополнен капацитетот на самата клиника. Верувам дека ќе имаме крива на прием на нови пациенти кои што ќе биде практично амортизиран од самата институција од клиниката. Ви благодарам. Оред, добар ден и од мене. Еве, фантастично координираната меѓуинституционална соработка помеѓу Министерството за здравство, Министерството за одбрана, градот Скопје овозможи денеска и официјално да биде ставена на евентуална потреба на Министерството за здравство и инфективната клиника ова полска болница, собственост на армијата на Република Северна Македонија. Јас сум горд што на луѓето од градот, горд на луѓето од работната единица на Министерството за здравство и на нашата армија, кои што со надчовечки напори во делови работејки буквално и ноќе и навечер успеавме најпрво да го расчистиме овој простор кој беше сериозно руиниран и беше можеби деценијски проблем овдека во клиничкиот центар, да ја спремиме соодветно подлогата и во рекорден рок да ја поставиме оваа полска болница која што, како што мислам дека веќе целата јавност знае, по потребите, по наодите на здравствените институции може да го зголеми капацитетот за 130 легла, за кои што искрено се надевам дека никогаш нема да ја ставиме во употреба. Најдоброто нешто што можеме да го направиме секој од нас поединечно, меѓутоа и ние како институции во овој момент е да ги слушаме советите кои што доаѓаат од надлежните здравствени институции, пред се од министерот за здравство, да останеме дома, да внимаваме на социјалното дружење, да ја држиме помеѓу нас дистанцата од 1,5 до 2 метра со цел да како нација, како народ, како држава успееме да го избегнеме она што се гледа или можеме да го видиме што се случува по земји кои што не така сериозни и не така навремено започнаа со примена мерки за заштита од пандемијата. Благодарам. Ми кажете кога или да? Граѓаните од својата држава и своите институции очекуваат две едноставни работи: да бидат брзи и да бидат ефикасни во решавањето на проблемите. Тоа особено важи во ситуации на вонредна криза, во ситуации на епидемија од која што со право се загрижени и граѓаните, страда и економијата, и тоа е една криза која што го мобилизираше практично целиот свет. Ние во услови на ваква криза покажавме дека институциите можат извонредно брзо и квалитетно да соработуваат и да ги решат проблемите. Нешто што многу често граѓаните ни го замерувале и сметале дека е слабост на нашата држава. Сакам да кажам дека иницијативата дојде од страна на Министерството за здравство, мислам дека имаат добра идеја, но од друга страна и двете клучни институции, градот Скопје прво, а потоа и Министерството за одбрана и армијата, ја искористија шансата и покажаа дека институциите се тука не за да се изгубат во бирократските лавиринти,
туку да го решат проблемот. За извонредно кусо време прво беше расчистен овој простор. Јас исто ги гледам сликите овие денови, изгледа како да е на друго место снимано. Расчистено со стари и срушени згради, израмнет целосно просторот и поставена оваа мобилна болница. Сакам да кажам дека навистина инженериските единици на армијата, но и тимот во воено-медицинскиот центар на армијата покажаа дека се тука кога треба и веднаш се мобилизира и обезбедија и ваков навистина квалитетен резултат. Тука не запира ангажманот, како што гледате сега почнува целосното опремување на оваа мобилна болница. Ние се надеваме дека нема да мора да се користат сите капацитети, меѓутоа државата мора да ни обезбеди дополнителни капацитети и тоа најдобро е како што е сега во кругот практично на клиничкиот центар. Можевме да разгледуваме и други опции, меѓутоа оваа варијанта да имате се во непосредна близина на инфективната клиника, навистина е квалитетно, добро и ефикасно решение. Дополнително сакам да кажам дека ова активирање на така наречената Рол 2 мобилна болница покажува како и во вакви ситуации може да помогне членството и сојузништвото со НАТО земјите членки. Оваа болница и целокупната опрема во неа е практично донација на еден од нашите силни поддржувачи на патот кон членство во НАТО, а тоа е Норвешка, и очекуваме и во следниот период да добиеме дополнителна медицинска поддршка за овој проект. Тоа покажа дека членството во НАТО значи и поддршка тогаш кога највеќе ви е потребна. Сакам да искористам приликата на Кралството Норвешка, кој што пред неколку години има донирана оваа болница, да им кажам дека сега се гледа дека поддршката била оправдана и ова е прв пат ние целосно да ја активираме нашата Рол 2 болница. Со ова, како што каже и министерот за здравство, нудиме шанса да ги дуплираме капацитетите на инфективната болница. Армијата и градот Скопје ќе го продолжат ангажманот тука во рамките на клиничкиот центар и очекуваме овој тип на ефикасност и добра соработка помеѓу институциите да ни стане пракса, а не исклучок. Министерке, рековте дека брза е реакција ова. Се знае дека ова е пета недела од првиот случај. Дали се смета ова за брза реакција? И другата, врз улогата на армијата низ граѓаните, зошто не се активира како пример на соседите држави кога држат ред пред банки, да речеме, пред сите јавни простори? Прво, мислам дека ќе би било неодговорно пред 5 недели да активирате болница која што ќе седи и нема да има ниту еден пациент. Значи, болницата треба да е тука не за да ја сликате вие или ние, болницата треба да биде тука тогаш кога капацитетот веќе се пополнува на инфективната болница. Ако денеска имавме пациенти кои не можеа да бидат примени веќе во инфективната болница, јас ќе кажев да, некој задоцнил. Ама ние сме пред време подготвени за евентуално потреба од зголемување на капацитетот. Значи, не е поентата во првиот ден од појавување на епидемијата вие да ги искористите сите инструменти. Трошите пари на граѓаните непотребно. Така што, јас се сеќавам кога по првите денови на епидемијата некоја критикуваше владата дека премногу сме направиле драма и дека повлекуваме чекори кои се многу радикални. Се покажа дека тие радикални чекори не спасија од многу поголем број на дојдени и потоа и заразени граѓани меѓу нас. Армијата во моментов има во зависност од денот помеѓу 500 и 1000 припадници низ цела држава. Тоа значи дека во моментов Министерството за внатрешни работи веќе не ја контролира границата. И тоа е улога која што и ја дадовме целосно на армијата. Ако отидете и ги погледнете владата, собранието, ќе видите дека целосно се обезбедувани од армијата. Ако отидете и ги погледнете затворите, особено клучните затворски оделенија, ќе видите дека надворешното обезбедување е целосно од армијата. Најголемиот дел веќе на карантините државни се обезбедувани воглавно од армијата. Ние не сакаме армијата да се користи таму каде што не е потребна. И реагираме исклучиво по барање иницијатива на Министерството за внатрешни работи. Целта не е да истуриме луѓе на улица, целта е да бидат таму за да гарантираат безбедност. Редот и дисциплината треба секој од нас да го одржува. Како што ние
и како што вие на работа, ние на работа се трудиме да одржиме ред и дисциплина, мислам дека истото тоа е случај и со приватните фирми. И не може да се очекува армијата и полицијата да бидат во секоја точка, на секое место, да спроведуваат ред кој ние прво треба да го почитуваме. Колку припадници на АРМ се заразени со коронавирус? Дали имате такви информации? Јас ги имам информациите само за двајца потврдени случаи. Меѓутоа, знаете како мислам дека лоцирањето е битно за епидемиолозите, а не толку генерално, заради тоа што ние, секој од нас доаѓа во контакт со многу граѓани, не само тие кои што работат таму каде што работиме, доаѓаме во контакт со граѓани во продавница, во банка, како што спомнавте, и затоа тоа социјално дистанцирање, таа дистанца во секојдневниот живот е единственото што може да го намали бројот на заразени. Армијата, како и можеби Министерството за внатрешни работи и некои други институции каде што се вработени голем број на луѓе, армијата и Министерството се речиси 8-9 илјади вкупно, значи тоа е голема бројка со голема концентрација, шансите за зараза се разбира дека повеќе постојат, меѓутоа ние и во армијата го воведовме правилото на постојани ротации, токму за да се избегне оваа ситуација на ширење на заразите. Благодарам.